Оваа фотографија со само една програма има опција да биде разубавена со 36 различни филтри за да изгледа почисто и попривлечно. Но во реалноста, Вардар е река која нема филтер за отпадните води. Индустријските отрови и комуналниот отпад целосно го променија изгледот на реката Вардар, чија вода некогаш беше сина и полна со жив свет. Скопје е единствениот град во Европа кој нема пречистителна станица за отпадни води. Во план е да добие, но кога ќе се случи тоа? На 20 декември 2019 година беа подпишани договорите со Европската инвестицијска банка и Европската банка за реконструкција и развој за финансирање на пречистителна станица Скопје. Проектот, кој е предвидено да чини 136 милиони евра, се состои во дизајнирање и изградба на централна пречистителна станица за отпадни води. Се предвидува станицата да биде лоцирана во Трубарево, на левата страна од реката Вардар, во рамките на општина Газибаба, во источниот дел на Скопската котлина и на градот Скопје. Од град Скопје тогаш најавија дека пречистителната станица би требало да профункционира до 2025 година, но се чини дека ваквите најави беа избрзани. За потребите на имплементацијата на проектот, формирана единица за имплементација во рамките на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Скопје, за управување со проектирањето, изградбата и работењето на пречистителната станица. Изведбата ќе биде во две фази. Првата фаза до 2035 година од прилика имаме примерен и секундарен третман на отпадната вода согласно критериумите на Европската унија. Инаку објектот има можност за доинвестиција и доизградба и за терцијарна фаза која ќе се одвива некаде до 2045 година, бидејќи ќе се кренат критериумите и барањата на Европската унија, тогаш ќе имаме и отстранување на азот и на фосфор, инаку во првата и втората фаза оди грубо отстранување на грубите работи од водата и биолошки третман на водата. Ова е најголем проект во секторот животна средина во земјава. Паралелно со спроведувањето на пречистителната станица ќе бидат потребни дополнителни и непосредни инвестиции за проценка на состојбата на канализацијата и да се изврши потребната рехабилитација на мрежата. Во моментот се приклучени околу 250.000 домаќинства или водомери и околу 10.000, отприлика околу 10.000 индустријски капацитети или стопанствени објекти. Капацитетот на пречистителната станица се предвидува да биде околу 650.000 еквивалент жители, што во блиска иднина би ги задоволило потребите на градот Скопје. Еден од предусловите за изградба на пречистителната станица е да постои колекторски систем, кој што почна да се гради во 2018 година, а требаше да биде завршен на почетокот на минатата година, но изградбата се уште трае. Ке се стигнат ли предвидените рокови за пречистителна станица? Од Министерството за животна средина информираат дека тендерската постапка за пречистителната станица е во тек. Завршен е изборот на компании за кратка листа. Изготвени се и доставени до Европската инвестицијска банка евалуационите извештаи. Се чека нивно одобрување од страна на ЕИП, како за изградба, така и за надзор на работите. Во моментов се финализира тендерската документација и за надзор на работите за изградба и за градба на пречистителна станица на Скопје. Подпишувањето на договорот со избраната компанија за градба се планира во август 2022 година. Проектот е планирано да трае 72 месеци, почнувајќи од август 2022 година, вклучително и 12 месеци за период за пријавување на дефекти. Договорот со ЕБРД, која што е еден од финансиерите на овој проект, предвидува наплата на камата од 0,5% доколку се доцни при користењето на доделените пари наменети за овој проект. Без ефикасна реализација, лесно може да се случи во иднина да плаќаме казнена камата за ненавремено изградена пречистителна станица.